Почитувани, изминува уште една календарска година. Година во која се надевавме дека ќе се подобрат работите и конечно ќе почнеме да изгледаме како нормална држава, која ќе се обиде барем малку да се спротистави на предизвиците кои 21. век ги носи со себе. Напротив, сите економски параметри кои ги имавме како показател покажуваат дека економијата и стопанството се во слободен пат. Стандардот на граѓаните е секојдневно се помал, а сиромаштијата се поголема. Ние како народни пратеници од опозицијата бевме конструктивни и транспарентни во Собранието на Македонија. Со своји предлози, сугестии и поднесени амандмани се обидувавме да влијаеме на мнозинството се со цел да се подобрат условите во стопанството, во земјоделието, во здравството, во образованието, а воедно ги поддржавме сите закони и одлуки кои што се од интерес на граѓаните на Македонија. Според мене, еден од поважните стратешки документи, а можеби и најважен, е резолуцијата за црвените линии во преговорите со Бугарија, поднесено од ВМРО-ДПМН, а поддржана од сите партии во парламентот, која беше изготвена од Македонската академија на науките и уметностите, Универзитетот Кирил и Методи и Македонската православна црква, со што на македонската дипломатија и се дава цврста алатка во раце со која на меѓународна сцена одговорно ќе се грижи за целосна заштита на македонскиот идентитет, традициите, етнокултурната посебност и колективниот интегритет. Оваа година имавме и локални избори, на кои ВМРО-ДПМН и коалицијата забележаа убедлива победа со освоени градоначалници во 42 општини и уште толку листи низ Македонија. Во Кавадарци се случи историска победа каква што немала во изминатите 30 години. Градоначалникот ги освои симпатиите на 2/3 од гласачите, додека пак убедлива победа и мнозинство доби и советничката листа со освоени 10 мандати и воедно представува и најголем успех кој досега сме го имале како општински комитет. Тоа, почитувани граѓани, е голема обврска која што ние како политичари од ВМРО-ДПМН ќе ја оправдаме со реализирање на сите ветени проекти. Затоа, упатувам апел до избраните локални политичари. Продолжете да работите единствено во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Почитувани граѓани, во следната година ќе се соочиме со уште поголеми предизвици. Пред нас се економска, енергетска и здравствена криза. Упатувам порака до владата, наместо да се пресметува со политичките неистомисленици, да се фокусира кон решавање на предизвиците кои ги носат овие кризи. На крај, ви посакувам добро здравје на вас и на вашите фамилии. Новогодишните и божичните празници поминете ги во мир, слога и разбирање. Да се почитуваме едни меѓу други и за момент да заборавиме на разликите и различностите. Да се обединиме во овие тешки моменти на пандемија и криза и во новата година да бидеме подобри и поуспешни од минатата. Среќна нова година и среќни божични празници. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.